Подржувачите на ерменскиот опозицијски активист Геворг Сафаријан протестираа во Ереван откако апелациониот суд одлучи дека тој треба да остане во притвор уште 2 месеци. Тој уште 4 членови на јавниот фронт за спас Нова Ерменија беа уапсени на Нова година додека се обидувале да постават новогодишна елка на плоштадот на Слободата во Ереван. Сафаријан е обвинет за напад врз полициски службеник, а тројца од уапсените беа ослободени кусо по инцидентот. Сафаријан ги негира обвинувањата. Ако биде прогласен за виновен, може да добие до 5 години затвор. Неговите подржувачи велат дека случајот е политички мотивиран и оти полицискиот службеник не бил нападнат, туку дека тој го нападнал активистот. Во судница во главниот град на Белорусија Минск изби инцидент откако тројца цртачи на графити беа изведени пред суд поради пишување политички слогани на згради. Еден нивен подржувач во судот извикуваше не за политичката репресија, уметноста не е криминал и ова не е судење туку циркус, пошто беше насилно изнесен од судницата. Тројцата се обвинети за оштетување на имот и хулиганство. Тие напишале Белорусија мора да биде белоруска и револуцијата на совеста веќе е во тек. Универзитетот Бача Хан во Пакистан повторно беше отворен под силно полициско обезбедување речиси една недела по крвавиот терористички напад. Универзитетскиот кампус во областа Чарсада во северозападен Пакистан беше затворен откако 21 студенти и вработени беа убиени, а многумина беа ранети во нападот на 20 јануари. Во нападот во студентскиот дом и во други згради милитантите користеа автоматско оружје и рачни бомби. 4 напаѓачи беа убиени во 6-часовната престрелка со полицијата. Одговорноста за нападот ја презеде група што се отцепи од пакистанските талибанци.